Супер. Минатиот час зборувавме за антропофилогенеза, всушност за антропогенеза, па почнавме со антропофилогенезата и денеска зборуваме за антропоонтогенеза. Како што објасни за антропофилогенеза или од кај доаѓа коренот на зборот, така и овде, значи зборуваме за генеза кај човекот од раѓањето па до смртта. Всушност во животниот тек на човекот. Филогенезата зборуваше за развојот на моториката, антропофилогенеза кога зборувавме, тоа беше за развојот на моториката од создавањето на човекот до денешен ден, но сега зборуваме специфично за одраѓање на човекот во овие услови, во денешно време, модерно, немодерно, не знам какво е, 2021 година, корона време или како сакате крстете го, значи од раѓање па до што би очекувале кај возрастните луѓе кои што се во длабока старост. Ќе го видиме понатаму ова делче, како е објаснета онтогенезата. Идејата е дека овде вели онтогенезата е рекапитулација на филогенезата. Сум заборавил дека ова го има на слайдот, користени се од претходни предавања слайдовите, ама супер е. Рекапитулација, зошто? Затоа што се она што се случувало во филогенезата, сите они генетски кодови кои што мутирале, правеле ДНК и слично, мишки, и се она што било одраз на некој развој на човекот, ние денеска го живееме. Не биле луѓето вакви пред илјадници години, и затоа велиме, може да се каже дека е некоја рекапитулација на филогенезата, значи она одраз на она што се случувало во животниот развој на човекот во филогенеза, ние на некој начин го живееме. Бернштайн за онтогенезата вели дека може да се представи преку две фази, тие се овие две фази, значи созревање на централен нервен систем и фаза на функционално дозревање или користење и воспоставување на некое координацијско ниво. Што сака да каже? Дека ние созреваме како луѓе во детство и понатаму живееме. Секогаш ќе има малку повеќе созревање или несозревање, но најголемиот дел на развој се случува во детство, што нели тоа е факт. Дури ќе најдете, мислам дека некои психолози објаснуваат дека се она што ќе се случи до 4-5 година, понатаму е само одраз на она што се случило во 4-5 година. Но да, тука ќе завршам, таа е некоја дефиниција по Бернштайн. Што го одликува човекот нели во целиот овој животен тек? Тоа се бескрајен број на движења. Како што кажав, кога зборувавме за моторички навики, не може да преброиме колку движења може да изведе човекот. Тоа е огромно поле, со огромен број на варијации и огромен број на степени на слобода во злобовите, кои што ни овозможуваат да се движиме. Значи, тоа е одликата на моториката во човекот, комбинација нели на различни мускули кои што некога се агонисти, некога се антагонисти, некога се фиксатори, некога се флексори. Генерално тие големите мускулни групи се знае во која позиција се, но во некои движења може да бидат и стабилизатори. Едноставно, значи се тоа е поддржано од ова денеска што пробувавме, струење на биоелектрични импулси на нервниот систем и мускулатурата. Значи се она што го имаме како физичко тело е контролирано од погорните единици од централниот нервен систем. Во овој дел е многу битна таа миеленизација се кажува, се нарекува, процес каде што се миелинската обвивка на нервите треба да има добар развој, па на пример детска парализа е директно врзана со овој дел и тамо имаме има стагнација на развој на мускулниот апарат, па едноставно нема движење или некој не да може проблем во детство од механичка повреда може да направи нели понатаму целото или од раѓање да едноставно да не може да се употребува движечкиот апарат. Но кога зборуваме за некој нормален развој, не дека и ова е ненормален, сега морам да го споменам, на луѓето со посебни потреби, со инвалидитет, веќе не знам ја се менува името,
значи и тие треба да имаат нормален живот, како и сите ние, со тоа што се работи за прифаќање на нештата. Накратко се споменати, а подолу ќе ги објаснам убаво, некои законитости. Чисто еве, проверете ги. Константност, интермитент, значи константност, постојаност, константно. Некоја константа и тоа си тече, се зголемува, се намалува по некоја константа. Интермитентност, променливост, алтернативност, сега едно, па постоа друго, брзина на развој на моторички, психофизички, добро, латерализираност на функции, лева рака, десна рака и така натаму. Се ова одлики кои што се препознаваат кај луѓето за време на еден нормален животен тек. И не само овие, и многу повеќе, но ете, издвоени се на некој начин. И сега исто така накратко што карактеризира, значи во различни периоди движењето од каде почнува. Знаете вие дека и трудна жена додека носи бебенце може да почувствувате како тоа мрда во мевот. Што значи дека уште во пренатално период, пред да се родат бебенцата, постојат движења, не сум сигурен од кој период веќе почнува да има движења во пренаталниот период, но еве тоа не е наша тема, ќе оставам да најдете кој го интересира. Овде кажува дека овие карактеристики на движечки способности се во различни земји посебно опишани, ќе видиме некој примерче, но генерално се унифицираат на неколку нивоа. Да, на следниот слайд, дека се поклопуваат овие периоди кои што се детство, период на младост и период на старост. Да, овие се тие основни три периоди кои што во сите цивилизации, во сите земји, да кажам, се некако поклопуваат и сега можеби старосната година од до, па например во Соединетите држави можете со 16 години да земете возачка дозвола и сте одговарате за вашите постапки. Не знам кај нас на колку може? Да. Значи си е постаро. Добро. Но ова постои подолу една педагошка поделба на периодите кој што може да се примети како, нели, што значи кој период, зборувам до 19 години, негде 18-19 години, и зашто е битно? Затоа што овој период е период на детство. И после доаѓа периодот не на 19 години, но многу порано доаѓа периодот на пубертет, кој што е многу специфичен период и многу треба да се посвети внимание на него вие како идни професори и тренери. Отприлика е опишано дека рано детство до која година се смета, помлада училишна возраст, нешто скока буквално треба да сменам, период на средна училишна и така натаму. Значи ова е некоја поделба во педагошка поделба во детството. Понатаму во зрелоста веќе не се дели и доаѓаме тамо, мислам, адолесценти, па имаме зрели луѓе и стара категорија. Да, еве. Значи пренатален период пред раѓање го спомнав, детство, го поделивме тука детството на некој начин. Така. Па доаѓа пубертет, во ред ако се вратам, тогаш пубертетот тука негде почнува. Значи детството би било дока 11, 12, добро, 12, дока 13, 14 години, 15, зависно кај секој индивидуално, но поентата е дека доаѓа после детството пубертет, доаѓа зрелост и доаѓа старост. После пубертетот и пубертетот веќе се сметат за адолесцентен период, значи за возрасен човек со право на не дека и децата немаат право на одлуки, но некои законски одлуки. Што е веднаш по раѓањето? Вели 28 дена до 6 недели. Холокинетичка реакција. Кога сака да направи движење било какво детето, го работи движењето со целото тело, со сите екстремитети, со сите мускули. Затоа се нарекува холокинетички. Значи има екстра тонизирање затоа што не ги знае движењата, а едноставно сака да изреагира, праќа импулси на сите страни. И затоа и процесот на хранење, например, трошење на енергија и хранење е многу поинтензивен во тој период. На 2 часа се јадеме 3 пати или 4
дневно, тие јадат на 2 часа, на час и пол, на 1 час. Затоа што, мислам, не само заради движењето и за целиот процес на созревање и растење, но особено во овој период е многу интересна таа холокинетичка реакција. Доминираат овие рефлекси кои што се опишани, значи прв рефлекс, мислам дека споменавме, цицање, плачење, тоалета, се она што се случува. Да, на почетокот можеби нема гледање, нема фокус, но се појавува и тоа. И ова е тоа нешто што го одликува, сакам да кажем дека и тогаш препознаваме движење и знаеме и точно какви движења. Знаеме и педиатрите какви проверки прават, дали е локомоторниот апарат, например, дали е во добра состојба веднаш по раѓањето. Едноставно на стопалото на дечињата со прст, ако е ова стопалото одоздола, ако поминете, тогаш ќе направи стопалото контракција. Тоа е знак дека комуницира, има сензитивна дразба која што доаѓа до централен нервен систем и моторна дразба надолу. На ниво на, не можеби не е на ниво на кортекс, може да е субкортикално, значи на ниво на ребетен мозок, но поентата е дека проверуваат преку моториката дали, и тоа е единствен начин во тој период. Крв ќе провериме, дишење ќе провериме, но да се провери нормалниот развој е преку мерење на телесната тежина и преку проверка на движењата, какви движења прават. Значи, дали има контракција, дали стиска на раче кој ќе фати, па дали стиска и слично. Тоа се тие моменти кои што, ете, преку движење се проверува здравствената состојба на дечињата. Се овие законитости ги споменав, може да ги најдете кај Марија Гајч, имате оваа книга, убаво се објаснети. И што значи? Значи, пример, константност, дека има непромерливост во развојот. Тоа значи дека непроменливо значи дека, пример, расте. Детето расте. Детето добива на силина. Може да падне и силината, може да некогаш подзастане растот, но константно расте. Значи, постојано расте. Некогаш константата ќе биде една бројка, некогаш ќе биде друга бројка, но знаеме дека има константност во тоа, расте до одредено ниво. Совладува движења, значи оди, трча и така натаму. Интермитентност, дека постојат некои прекини и промени. Па, например, дечињата знаат да лазат, некои дечиња не лазат, некои веднаш почнуваат со одење. Но не дека ќе почнат на 5 месеци да одат, едноставно таа фаза на лазање поминуваат, ја прескокнуваат. Значи, лазат, почнуваат да одат, па се враќаат повторно кон лазењето. Значи, има промена, прекин во фазата. Сега конкретно ке дечиња, да, можеби ќе сака да трча, па не сака да трча, значи на тој момент се мисли, вели ја подигнува главата од лежење, награди, остварува добро, а потоа ја губи оваа способност после некое време. Значи, таа е таа промена, зошто се насочува енергија, се формираат нови шаблони, тоа е све толку забрзано што треба некаде да се складира, да се меморира, па го заборава, но постои во некој дел, па повторно се навраќа на него. Алтернативност означува дека, например, се зголемува телото, не се зголемуваат рацете, па се зголемува рацете, а телото понатаму стагнира. Мислам, чисто еден пример, но и тоа се приметува. Значи, некои функции не се појавуваат едновремено. Например, силината се развива во различен период од издржливоста. Кога го учиме во секоја способност, која е таа сензитивна фаза, каде што некоја од способностите се развива повеќе. И се ние, ако ја знаеме, а треба да ја знаеме, тоа е прашање за испит. Која е сензитивна фаза при развој на силина? Која е сензитивната фаза за развој на издржливост? Значи, кога најмногу може да има бенефит од тренинзите за некоја способност? Дали максимална сила треба да вежбаме во рано детство? Или во рано детство треба брзина да се вежба и координација? Значи, тие се тие сензитивни фази, ќе обрнеме внимание на секој од нив. Но постои, сакам да кажем, постои алтернативно, значи не се развива се во исти момент. И ние сме спремни и полниш 18 години, полнолетен, ајде сега сите способности тере. Не функционираат нештата такви.
И овој делот на латерализираност споменав, значи тоа е доминација. И за ова ќе зборуваме малку подетално, но во секој случај латерализираноста значи дека тие што пишуваат со десна рака, пример, нивната лева хемисфера на кортексот е поразвиена. Тие што пишуваат со лева рака, нивната десна хемисфера е поразвиена. Па, например, оваа поделба почнува негде тамо втора-трета година, може да приметите дечињата со една од раце претходно фаќаат се со двете раце, но одеднаш почнува да се дели. Тоа исто знак дека почнува доминација на хемисферите во мозокот. Што значи еден нормален развој е тоа. Приметлив, моторички, нормален развој. Само да кажем дека постои латерализираноста, значи десна рака, десна нога, доминација, постои вкрстеност, десна рака, лева нога и слично. Не навлегувам во ова, имам една посебна тема на кратко за овој дел. И да, како што кажав, не може да очекувате дека развојот кај децата е сличен на календарската возраст, но не е секогаш идентичен. И не секој, например, влегува во пубертет на 12 или на 14 години. Побрзо влегуваат девојчињата отколку машките, битен е тој период. Ќе го споменеме, втор пат кажувам, значи штом споменувам, гарант е битен. Втор пат го споменувам. Повеќето од вас и ние некојаш велиме на 40 нешто години се уште сме во пубертет, но ајде да кажем дека повеќето од вас како дојдени од средно училиште, најверојатно уште некој е во тој период и тоа е супер, нема ништо страшно, едноставно е период кој што сакам да кажам дека како ќе созревате понатаму, така ќе се навраќате и ќе проценувате што се случувало во тој период, за да знаете како да настапите кога некој друг ваш клиент, ученик, ученичка или спортистка ќе ги добиете како екипа или како индивидуалец во тој период. Дека треба навистина се посвети внимание. На сликава е чисто еден мал пример, значи разлика, дали постои разлика помеѓу машки и девојчиња на 4 до 5 години и на 6 години. Приближни се. Тука е нешто, кај машките дури ја би кажал дека се идентични. Значи тука до 6-та година се скоро идентични. Зависно овие мали разлики што се земени се аритметички средини и апсолутно зависи нели како која група ја земале, но генерално ова ако се направи некоја статистика, тоа се вели математичко-статистичка метода на проверка, тогаш мислам дека нема да покажем. Се ова вака е лаички кажано, сепак треба да се направи таква метода, но по искуство ваквите аритметички средини покажуваат дека статистичките методи покажале дека нема разлика, што значи може да декларираме дека машките и девојчињата во овие параметри што се проверени, телесна тежина, скок во далечина, трчање, одење, издржливо одење на не знам колку километри ова, мислам дека кај Курлеч го имаше како тест, покажуваат исти вредности. Еве сега гледате зошто ни се битни во еден сегмент, зошто ни се битни тестирањата. Мораме да знаеме какви тестови да одбереме, за да може да ги следиме дечињата. И сега, ако овие машки од 4-5 години се на територија на Македонија, истиот тест за скок во далечина направен на територија на Австрија, Србија и да не редам сега земји, тогаш ние можеме да ги споредуваме нив. Ако не е истиот тест, не можеме да ги споредуваме. И затоа тестовите се унифицираат и се бараат исти тестови за проверка на некоја способност. Сега скокнав малку кај тестовите. Ова е училишна возраст, велиме 7 до 11 година. Не дека не одиме на училиште до 18 години, но така е поделена. Рамномерен телесен развој, кажува тука колку сантиметри годишно расте телото, колку килограми расте, значи очекувано да расте, ако некој стагнира, вие сте наставникот, тестирате, правите, може да приметите, чекај, разговарај дома што се случува. Едноставно растот на телото, нерастењето на телото може да е знак за неуредна хигиена на тело или едноставно немање услови за добар развој. За жал и кај нас во Македонија се случуваат се уште, иако едно време бевме цивилизирана земја, се уште може да се најдат вакви примери, каде што има
нехигиена кон тело и жално, ама социјалните служби некогаш, него некогаш не функционираат како што треба за овие моменти. Но во моториката овој период е златен период на моторика. Тука се формира не се. Тука се формираат новите движења и постојано ги спомнувам нив, затоа што преку учење на новите движења вие повикувате координацијата. Таа е таа која што е основа за се што нас ни треба во движењето. Кога ќе научите да кревате на бенч, тогаш не ви треба многу координација, но сепак треба некоја меѓумускулна координација која ќе отидете на ниво на моментот за максимална сила. Но координацијата нас ни треба, ќе ја зборуваме во функционален тренинг и силовите способности. Нас ни е потребна затоа што тогаш го богатуваме фондот на движење и правиме да нема монотони тренинзи, туку правиме она што е создадено во овој златен период, уште малку да го обновиме, а сепак да направиме некоја трансформација на некоја моторичка способност, најчесто за сила. И сили разборуваме, и не бадијала овој период се нарекува овде златен период, затоа што тука има експанзија од нови движења, има потреба од нови движења, качување, симнување, влечење, играње, вртење, се повеќе се покажуваат моментите дека едноставно вртење на столче, како што ја седам на вакво столче, самото тоа вртење овозможува да има и еден позитивен развој во централниот нервен систем. Овој вели доле движечки луксус, значи веќе се губат одвишните движења. Нема потреба да се троши толку енергија за да се формираат движењата, туку се намалува, значи за разлика од компарирано со дечињата, но сепак имаме живост, се движи. Вториот дел, последната реченица, зборува за хиперактивни дечиња, но хиперактивно нема. Мислам, за мене тоа е на секое детенце можете да му ја насочите, да му го насочите вниманието, нормално ако е нормален развој, дури и да има некои отстапки во развојот, може да се најде модус да се насочи енергијата, да се насочи движењето и едноставно да се делува на нормален развој. Во овој дел, движењата што се случуваат би требало да бидат оптеретени со координацијски вежби. Сега не да решаваме интеграли преку движења, но едноставно дека треба да и постои моториката. Развојот на моториката во овој дел. Ке се вратам назад, само нешто не испрокоментирав, ова е интересно нешто, филозофски разгледувања, проблемот каде се раѓа движењето, до ден денеска не е решен. Значи, да, најдена е моторна зона, дефинирана е, но тоа е моторна зона во кортекс, но што е тоа што го провоцира движењето и јас додека зборувам, што е тоа што ја мрда раката. Че тоа сум јасно, кој дел и зошто доаѓа тоа. Така малку филозофски интересно е за размислување. Овој слайд го кажав, одиме на антропометриски мерки и моторички постигнувања 8 до 12 години. Прва колона и втора машки, женски, трета и четврта колона. Може да приметите дека веќе постојат во 8 години не постојат разлики, барем во телесна тежина, телесна висина, телесна тежина се тука негде, скок во далечина. Исто, издржливост покажале машките на 12 години малку поголема издржливост и можеби малку поголема сила. Тоа е нормално. Ова е нормално. Нормално. Првин растат и побрзо растат девојчињата отколку машките, но понатаму кога ќе дојде периодот на пубертет, сега овде сме веќе рано, ама 12-13 години е тука негде, тогаш почнува диференцијација на хормоналниот систем и повеќе се лачи тестостеронот кај машките, па едноставно и на моторички план се прикажува истово дека има поголема трансформација на мускулната сила, па има и разлика помеѓу машките и девојчињата. Ако ја поделиме, значи овде се дефинирана помлада училишна возраст, но затоа кажав, не зависно која поделба ќе ја земете,
Еве нешто до сега што споменав, што се случува, значи раст на тело, метаболизам 20 до 30 пати забрзан, особено во пубертетот. Да, не би се задржал на овој след, затоа што мислам дека претходно го споменав. Ова е интересно, големо интересирање за спорт. Но ние сме тие кои што треба да ги заљубиме и децата, да, децата се зборуваме и возрастните, да ги заљубиме во спортот. Треба да најдеме начин да ги носиме во природа, да не е само сала, супер е, подобро е, мислам, подобро, најдобро е да било што да бидат да работат или да бидат активни во било која спортска активност, но препорачувам дека природата е таа која што ги обединува луѓето и ги релаксира на некој начин како што ние претходно пробавме да го направиме на почетокот на час. Постара училишна возраст, 11 до 16 години, пубертет. Значи, околу 10 до 12 година. Кога кажав дека девојчињата побрзо созреваат, тоа е тоа дека пубертетот кај нив порано доаѓа, порано почнуваат да растат. Мислам дека има некои антропометриски мерки, ќе ги видиме понатаму. И сега што се случува? Овде имаме шок од хормони. Не е тоа дисбаланс хормонален, туку едноставно почнува телото да преминува од детство, да преминува во зрелост. И не само телото, значи целиот систем на човек. И овој период е интересен затоа што во спортот се случува оние движења кои што се научиле да се заборават. Особено прецизните движења. Еден пример. Мислам како тоа се случува. Едноставно, како што објаснено, коските растат, со нив и мускулите и тетивите, нели? И сега ние имаме еден шаблон во глава за нашите движења, но нашите екстремитети пораснали целото тело, ние треба да го смениме шаблонот. Има едно примерче, го правевме на час, сега овде не можем да ви покажем. Обично бараме еден доброволец и на табла треба да се потпише. Најверојатно ме гледате. Само да си огледам сега Даниел. Да, ајвак. Најверојатно ме гледате. Значи, да се потпише со рака, потписот свој да го стави на табла, да се потпише. Во следниот обид ставаме тек од 200 грама и да се потпише со него. Ставаме тек од 300 грами и да се потпише со него. Дали ќе има разлика во пишувањето, дали ќе има разлика во потписот? Но нормално дека ќе има. Зошто? Затоа што ние потписот си го знаеме со оваа тежина на дланката, но кога ќе оптовариме, тогаш нормално, нели, ќе треба да го научиме тоа ново движење. И истото се случува во пубертетот, во периодот кога растат, значи телото кога расте, да не спомнувам сега екстремитети, тело и слично, телото расте, добива и на тежина, добива и на димензионалност и едноставно некои работи не може, ќе мора да се изведат со поголемо внимание или да се донаучат или да се трансформираат, да се на некој начин да се обработат малку подобро, да се усовршат, да им се врати функцијата. И сега ако е ова така, и ако ние не ги знаеме или телото, човекот не ги заборавил, ама не може да се носи со научените задачи, пример, кошарка, научил двочекор, ги знае сите финти, доаѓа у пубертетот, еднаш ги губи и нешто малку затајува во овој дел. И сега дали вие ќе форсирате тренинзи понатаму? Мислам, тренинзи може да има и треба да има, но дали ќе го имате во предвид овој период на пубертет? Кај луѓето на оваа возраст? Треба да го имате. Да, нормално. Многу точно треба да го имате. И ќе кажете, не го бие овој, подобар беше како дете, чекај, полека се случува нешто. Ние тоа не може да го помине неприметено, и едноставно треба да го имаме во предвид. Тоа може да трае година, 2, 3, тука треба да се намалат и тренинзи, и интензитети се, да се дозволи
ќе пробате ако одговара тренингот, во ред проложи, ако не, намали го, врати. Едноставно, заради развојот и на интелектуалниот развој, умствениот, психолошкиот и се што се случува и концентрацијата умствена не е на тоа ниво. Ако вие имате спортист кој што концентрацијата не му е на тоа ниво, тогаш повредата многу лесно може да дојде. И затоа реков, не е многу долго, ама некои 10 минути посветивме на овој период, дека навистина треба да се има во предвид. Како се приметува кога дечињата влегуваат во овој период? Клучите по хигиена на телесно вежбање, почнуваат раст, мутација на глас, длакаво се вика, влакнатост и слично, но оставам по стручни во тој дел да објаснат. Наше е дека треба да го препознаеме тој период и да го имаме ептен во предвид. Што се случува, на моторички план и овие 3-4 5 варијабли кои што се земени, 3 моторички теста и 2 антропометриски мерки, телесна тежина и телесна висина се антропометриски мерки, моторички тестови се скок, трчање, лежи и седи за 2 минути. Дали постои разлики на 12 години, колона 2 и колона 3, помеѓу момчиња и девојчиња? Па, так, не многу, дури и силина се исти. Може да приметите 163, 163. Че да видиме овде, може да ставам едно... Мија нема таблата. Супер. Ево, скок во далечина, 163, на 12 години 160. Трчање, покажале нешто момчињата повеќе, може би почнале фудбал, ги терале од дома да тренираат. Девојчињата играле ластик. Знаете што е ластик? Играл некој во мало ластик? Мислам од девојчињата, може и од машките, ама женска игра беше. Сме играле и ние машките, не уче едно време. И тоа е интересно, никош не сме можеле како девојчињата да скокаме на ластик. Убаво да се проба. Лежи и седи за 2 минути, тука се негде резултатите. Но видете што се случува сега на 19 годишна возраст кај момчињата и кај девојчињата. Иако пубертетот почнал повеќе порано кај девојчињата, но може да приметите првин телесна височина, иако на почетокот првин девојчињата израснуваат. Тамо негде 9-10 години, 7, девојчињата се покрупни од машките може да бидат. Но понатаму тоа се менува. Тоа се не е за фалење дека се момчиња, туку едноставно дека треба да го имаме во предвид, дека они подоцна ќе пораснат и дека зошто растат, затоа што хормоналниот момент е таков кој што овозможува да се само да мјутнам. Хормоналниот момент е тој кој што овозможува дека ќе има трансформација во силина, висина, тежина и слично. Скок во далечина веќе има видлива промена и кај девојките, например, кај нас на факултет, нормата за постигнување за скок во далечина е 180, кај машките е 240. Не бадијала, затоа што тука негде се знаеме дека не може да постигнат повеќе и тоа се покажува. И имаме дури еден труд објавено со професорот и уште двајца колеги, мислам, труд за тенденција во тренд во скокот во далечина во 20 години, откако постои факултетот, и порано нормата за машките била 250, девојчињата 190, но увидено е дека оваа експлозивна силина во текот на годините се намалува. И тоа, например, ако се следи вака лонгитудинално се нарекува, ако се следи лонгитудинално низ генерации, тогаш може да се заклучи дека чекај, часовите по физичко во претходните години нешто можеби правеле дека оваа способност не е допрена и дека ние треба да интервенираме во курикулумот наставен за да нешто промениме. И затоа се добри тестирањата, повторно ги кажувам тестирањата. Трчање 12 минути, тестов најверојатно го знаете. Еве разликата 2700, 2100. Нормата за девојчињата е 2400 кај нас со 2700. Лежи и седи, мевна мускулатура,
веќе постои видлива разлика, значи за 2 минути колку може да направат мевни и така натаму. Да, ова се тие сензитивни фази кои што ги споменав. И сега кога има најголем прираст? Дури и порано од 10-та година, значи тука по 8-9 години дозволете им, овозможете им нека пробаат да трчаат. И сега понатаму правиме тренинг за на пандев да му правите тренинг за брзина. Дали има логика? Не може. Нема логика, апсолутно. Вие може да направите, сега го земав пандев, нели, затоа што е во така некоја зрела кариера, се надевам не во залез, но во зрела кариера, и за сите други такви спортисти, и оние кои што се околу 30 година, и 27-8 години, дури 24-5 години, нема логика да се прави тренинг за брзина. Но може да направите тренинг за одржување на брзина. Зошто? Затоа што тоа е веќе нешто друго. Тоа е тренинг кој што ќе овозможи да има брза промена и контракција и релаксација на мускулите. Значи сепак е врзано, брзината е врзана со централен нервен систем, па затоа е добро да се направи таков одржувачки тренинг, тренинг кој што ќе допре оваа способност, но да ја развивате едноставно нема логика. Вели силината дека има најголем прираст во оваа возраст. Но апсолутно таа може да се менува и понатаму. Значи, не дека не може бодибилдинг, вие приметувате, нека биде бодибилдингот или хипертрофијата, на која возраст немаме бодибилдер ние на 13-17 години. Но тука е базата, основата за развој на силината се случува во овие години. И сега, ако тука, например, е часот по физичко е добро испланиран и дури вон часовните активности се добро заситени со тренинзи, со вежби за силина, тогаш во подоцниот период, значи после пубертет и слично, кога ќе сакате да трансформирате нешто, многу полесно ќе ја трансформирате отколку ако не е допрена во овој период. Значи затоа се нарекуваат сензитивни фази. Например, брзината, таа е високо генетски детерминирана. И не можете вие да успеете да намалите ако некој трча 12 минути или 13 минути 100 метра, ретко нема шанса да го симнете под 10, значи тоа е многу тешко. Сега може на база на техника и тренинзи или колку ми било мене, мислам дека 15 сум трчал и успеав да стасам до некој дали 13 или така нешто. Значи 2 секунди може да смените. Но не можете да ја менувате како што може силата и издржливоста. Но сакам да кажам дека уште повеќе нема да може да се промени доколку во овој период не се допре. Затоа што тука постои таа неуропластичност во генетика, која што овозможува да направите тригер, на можеби и на генетско ниво, значи дадеме информација дека нешто ќе се понатаму, мислам да ја пробудиме како способност. Тоа е можеби добар термин. Да ја пробудиме како способност. А понатаму дали ќе ја користиме не знаеме, но ја будиме. Ја даваме како информација. Ако оваа фаза се пропушти тука, повторно кажувам, ние можеме и понатаму да ја билдаме, но базата нема да биде баш добра. Истото е за силината, еве експлозивна силина кажува дека тука негде 12 до 13 година, аеробна издржливост. Аеробна издржливост, исто издржливост, децата да пешачат, не мора да трчат, да ги терате да трчат, туку едноставно да пешачат, да планинарат, додат на екскурзии, додат во извидници, значи такви активности, хајкинг кај што има велосипед да возиме, таа е таа аеробна издржливост. Анаеробна издржливост се однесува на нешто што е нели над анаеробниот праг, но ќе зборуваме за тоа понатаму. Овој период, овој слајд е многу битен и не мора точно во години да кажете, но едноставно би требало да знаете што кога се развива, се е тука некако во детство. Но пак ќе кажам, издржливоста, например, може да ја подобрите 7000 пати. Брзината не можете толку во проценти да ја подобрите. Што значи издржливоста може да се менува и на старост. Значи може да се менува, таа е најпроменлива моторичка способност, затоа што е малку физиолошки повеќе врзана, но тој што се занимава сака или покажува афинитети или планирал да се занимава со некоја спортна издржливост во зрелост, ако не била допрена аеробната издржливост во овој период,
очекувано е дека можеби нема во зрелост да постигне некој максимум. И сега, ова се што е спомнато тука, не е дека ние сега треба посебно да ги допираме и посебно да даваме тренинзи за ова. Не, едноставно, значи ни зигра, ни забава и можеби кој прв до дрво, кој прв, значи на тој начин се пробудуваат нормална физичка активност. Значи ништо особено не треба да се форсира, нормална физичка активност, но треба да има физичка активност и таа треба да се форсира. Да не биде седентарно гледање YouTube или дремење на iPad. Че таму не може да допрете таму со мисла единствено, ама она што го работевме на почетокот и тоа нема шанса во тој период. Океј. Во периодов на зрелост ќе зборуваме. За овој период ќе следат часови сега и ќе зборуваме што се може да се трансформира, значи како се трансформираат способностите, спомнавме како се трансформираат или учат нови моторички навики, дека целта е не рана специализација, например во овој период на онтогенеза, како почна, например, Џоковиќ да добива турнири уште пред колку години кога се проби тамо меѓу првите на листа, така почнаа во Србија да земаат кредити и жиранти и децата ги прават тенисери. Тоа е случај во фудбал, моето дете ќе биде фудбалер и тоа е супер, ама тоа е фрустрација на родители, не е на децата. И не се децата криви за некои лечи комплекси на нив. Тоа треба да го имате во предвид, па дури начекав многу добри реклами, не реклами, туку известување на спортски натпревар за нешто во сала беше, дали ракомет, одбојка или кошарка. Може и ракомет да било, не сум сигурен. Вели, ова е спортски натпревар за деца, ние сме дојдени за забава, а не родителите да ги караат судиите и децата. И тоа беше многу убаво срочено. Така да, таа рана селекција прави проблем. Моето дете ќе биде бодибилдер или моето дете ќе биде фудбалер. Не. Во детство оставете им на децата да бидат деца и дајте им физичка активност. Дајте им кошарка, карате, фудбал, скијање, планинарење, играње, качување, се што може дајте им. Така ќе обогатите моториката кај децата. И на тој начин понатаму ќе има добра основа. Затоа што вие ако дадете фудбал ќе има брзина, ако дадете кошарка ќе има брзина, ако дадете кошарка и треба да се дава со топка која што е прикладна за таа возраст, особено ако не давате со таква, тогаш ќе ги форсирате повеќе со силина. Па треба да шутнат повисоко, па нели, но треба да е прикладно за дечињата и да има физичка активност. Меѓу другото, и она што се случува, значи целата настава, ние пробавме да се залагаме, особено во коронава, целата настава да се изведува надвор. И скандинавските земји, например, математика работат во шума, собираат шишарки, прават множества, сега да не ги техникиве, но се е тоа низ движење. Зошто? Затоа што во еден од следовите споменав, луѓето памтат 90% од оно што ќе го изведат. Тоа е многу поголема бројка од колку само сувопарно учење. Затоа во овој период на детство, за да го завршим, сега сме ке зрелост на слайдов, но особено во периодот на детство, пред пубертет, треба да се мотивираат децата и треба да се форсираат, не форсираат, туку да им се овозможува да се заљубуваат во движењата. Што поразлични видови на движење. Што поразлични. Не една специализација. Не еден спорт. И што знае? Знае двочекор и толку. Или знае да изведе ката во карате и толку. Сега ги одбирам овие спортови, не ме фаќате погрешно, или знае само да вози велосипед и не знае ништо друго. Значи, не, да се обогатува моториката. Зошто? Затоа што многу примери имате, може би не ги памтите се од поново време, не сум ги следал. Херман Мајер, например, на својата кариера во скијање ја започнува на 27-8 години, врната кариера. Значи, неговите колеги на таа возраст завршувале со кариера, но тој претходно имал големо искуство, всушност контакт, огромен контакт со голем број на спортови, движење и слично, агаси во тенис. И многу други примери има каде што
тие имале базата во моторика и само лесно можеле да ја трансформираат во некој спорт и да се осетат да најдат што им лежи за да може, ако имале афинитет кон врвен спорт, нели, за да го пренасочат и едноставно да добијат позитив. Но ранава специализација прави проблема. Најмногу ке нас имате повреди, 2 оперирани колена ке фудбалери на 17 години. Тоа е страшно. Страшно, 2 вкрстени лигаменти оперирани, еден нека биде, не мора 2. Било каква интервенција на таа млада возраст, значи дека пренапорни тренинзи и едноставно комбинација на само една истородна активност која што психички е монотона. Психички монотона. Добро. Во овој дел реков дека ќе зборуваме, значи Може професоре само да споредам искуство дека сега не. Може, супер. При ова реченица. Одлично. Јас имав 2 операции на 15 години пред крстен лигамент. На истиот. Да. Што тренираш, Ари? Вака. Јас, професоре, ги поминав сите млади категории на фудбалскиот пелистер. Доста, мислам, од рана фаза, колку што памтам, 5-6 години. Со тренинги, со се, ми се случи на 15 години. Еднаш на тренинг, имав удар со голманот, 1 на 1 ситуација, тренинг. Ми влезе така, директ колено и на вештачка треба, се па мисля дека не е толку сериозно. Направив магнетна резонанца и покажа дека е предниот крстен лигамент. Добро, рехабилитација, скопи операција во Ремедика, го оперирав, следеше период од 6 до 9 месеци рехабилитација, се вратив после тоа, окей беше се и се што, после, како се сеќавам, 3 или 4 недели, навлегов веќе, окей, се осеќав и психички, физички добар, работев на мускулна се и уште не се случи истото и пак операција и така. Повредите, супер, мислам, супер за страшен период, затоа отпомнавте нешто и страшно стара, 15-16 години. Да, фала супер за споделба на искуството, ми е жал за вакво негативно, лошо искуство. Не знам ми малку ли се губиш, Ариен? Барем јас не те слушам. Ариен? Те изгубивме на кратко. Ајде ќе влезам јас чисто мал коментар. Повредата се случува заради замор, сем ако не е некој директен атак, особено во спортските игри. Значи, повредата е знак дека нешто е заморено и затоа се случува. Имате авулзиона фрактура, значи мускулот е толку силен што го откорнува припојот од коската. Може да замислите која е пренапрегнато се тоа. И затоа не бадијала ги спомнав, Ариен ќе се вклучи најверојатно уште еднаш, не бадијала ги спомнав овие моменти дека раната специализација знае да прави проблем. Нашето физичко образование или факултетот за физичко образование, спорт и здравје носеше име факултет за физичка култура. Не е бадијала култура, затоа што ова е баш треба да биде еден вид на физичка култура, сега образование, истото му доаѓа, но ние треба да се однесуваме, како што кажува последната реченица, грижливо кон своето тело и да ги ужива плодовите од младоста во зрелоста. Баш заради тоа. Професоре, до некаде се криви тренерите што немаат добар избор на тренинзи, интензитет и така натака. Точно се сложувам и сега ова знаете на што каде ќе ги потсетам. Барем овдека во Македонија. Добро, ајде да не биде дека само Македонија лоша, но ова ќе ве потсетам кога ќе дојдеме на испит, не вие конкретно, туку
поголем дел, така барем беше минатата година, и на испит нема да знаат да кажат за сензитивни фази, нема да знаат темава што ја зборувавме, и после тоа сакаме да бидеме добри тренери. Не оди. Треба да ги поминеме сите моменти овие, за да нешто се запомни и после да знаеме да го практикуваме. Знам да одберам добар тренинг, да ми текне чекај пубертетот. Зошто ги форсирам луѓето? Полека ќе биде. Ама родителот ме стиска, седни ги родителите, објасни им на родителите дека не е тоа во ред. Треба, се си има свое место. Значи, тоа е нашата улога во тренирањето и во пренесувањето на искуството од физичките активности или во физичкото образование. Инаку апсолутно се сложувам. И јас сум се соочил и се уште ќе најдете тренери кои што не знаат што прават. И велат трчај со 70%, но ајде ги поминам, уште еден слайд имам и да, можеме за ова да зборуваме. Мислам и понатаму ќе ви давам јас некои примери што и како треба. Мислам дека тој пример да го кажав со колку проценти да трчаш. Ако не, тогаш ќе зборуваме ке издржливост и како да се воспостават, точно да знаеме целта на секое вежбање. Дури и ке дечиња, зошто ги дадавам? Дадавам полигонче по полигонот, скокни, дофати, прекачи се, преметни се, спушти се од доздола, ползи, префрли. Точно може да знаете со какви вежби за трансформација на каква способност се оптоварени. Па овој полигон ќе биде повеќе за сила. Значи точно да знам што работам, да не биде ајде правам нешто сега колку да направам. Тоа не е окей. Мислам колку да ги заморам луѓето. Имаше еден пример на Кеј, дале линија, доаѓа колегата и вели, леле, каква вежба ми дадоа на Кеј. Ми нацрта една линија и ми рече што побрзо, напред назад, преку линијата, назад, скок. И наш колега и го прашуваме, добра, зашто беше вежбата? Па не знам, ама добра беше, ме измори. Па не можев дома да си отидам после тоа. Тоа не е целта на ова физичко образование. Целта е да знаеме што ќе воспоставиме. Аријан, извини, јас се уфрлив, не си изгуби ти на кратко, ја фатив поентата, спомнав дека... Професор, се извинувам, јас прекин нешто имав со интернет, не знам дали ме дослушавте. Ќе заслушавме за втората операција и баш јас искоментирав дека ова се случува затоа што има недобри тренинзи, затоа што има акумулиран замор и, меѓу другото, затоа што може да има и рана специјализација на активност. Така да, фала ти за искуството што го сподели, ми е жал што тоа се случува, се надевам дека е се окей со здравје. И добро, ова се решава, ама не е... Во ред, но сепак не е како што треба да биде. Го сеќам. Можам јас да споделам пример со сите спортисти што сум работел, кои што имале рехабилитација, зошто е страшно кога има повреда. Луѓето ќе кажат, добро, повреда ќе се оперираш, ајде не комплицирам, година дена нема да бидеш на терен, ќе се вратиш. Не е тоа така. Луѓето се откажуваат после тоа, а особено периодот се откажуваат од рекреативни активности, а не од спорт. Може да замислите која траума е. И второ, моментот после тамо 4-5 месеци кога ќе помине од процесот на физиотерапија. Значи, следат многу фази во недели, се знае секоја недела кој процес на која фаза треба, мислам, што треба да се случува во секоја фаза. Кога ќе дојде моментот на преголем, на вистински тренинзи на терен, тука психолог треба да работи со луѓето. Треба да биде психолог за да може да не да ги натерате, туку да им покажете дека нема страшно, се е во ред. Они чувствуваат слабост во коленото, тоа се трауми. Тоа се не една, Аријан имал 2. Зошто? Затоа што тренингот не бил како што треба. Може се да не клеветам некого, значи ако навистина било невнимание некое, тоа беше, нели се случува на мој колега, 2 деца на скијање му се фрлија од среќа, тој ја свитка ногата и скина лигамент. Значи, тоа е веќе некој друг момент, но овие повреди кај деца и кај мислам, во пубертет што се случуваат или пред пубертет се во 99% ознака за неквалитетен тренинг или таква рана специјализација, немање фонд на движење. Луѓе што имаат голем фонд на движење ќе се снајдат и они ќе успеат да се зачуваат, затоа што се снодливи во движењето. Тие што немаат, не знам дали сте приметиле, луѓе со слаба моторика паѓа како летва. Не може да изреагира да се
да се стркала, да се снајде да направи нешто. Зошто? Затоа што не го имал тоа движење. Се соочува, дечињата паѓаат така некогаш. Ама тие научиле како да паѓаат и ние сме научиле како деца и не ти е проблем сега да се снајдеш во ситуација. Добро, не би должел и за овој дел ќе зборуваме, што како се подобрува, мислам, слайдот е тој кој што е, телото се забавува, но луѓето се активни, аеробната активност во периодот на старост е многу популарна и многу е супер. И луѓето планинарат, пешачат, одат, Nordic walking прават со стапчиња, нордиско трчање, па ролери возат, скијат. Тоа е прилично добро. Така да треба да се негува овој момент и ова се некои одлики што сега ги зборувавме за антропонтогенезата, која што е делот како тема од антропомоторика. Имате ли некое прашање за овој дел? Најверојатно ќе сватам дека нема прашање. Доколку нема, да не се појавуваат некои празници сега периодов, не сум приметил да не ни се паѓа некој термин, вторник во празник, ако се паѓа, кажете ми да смениме. Само не може понеделник, среда и петок не може. Може за четврток евентуално. Следен термин, вака да го оставиме или да биде во 7 часот? Не, сега е 7, пардон, да биде во 6. Кога почнавме во 7. Да го оставиме во 7. Може? Може. Како денот? Се зголеми денот, ајде, нека биде така. Вред, ако нема прашање, тогаш ви посакувам пријатна вечер, убав делник и да ве убава недела, цела седмица, до наредно предавање, и да ве потсетам дека треба да читате. Веќе се наближува периодот каде што треба да учите, затоа што очекувате дека испитот ќе биде тамо негде, ќе имате шанса да полагате и на крај на мај, можеби. Што значи, спремајте се. Спремајте се за да имате вие знаење, не за испит.